и да лобира и да влијае. И ако лаже. Независно. Еве гледачи имам. Повелете од програма сте. Кој се јава? Тања од Скопје. Повелете, погласно малку. Од овие меѓународни експерти што ни доаѓаат, ни кажуваат Грција е во Европска унија, вие не сте. Грција е во НАТО, вие не сте. Мислам, тука сме многу хендикепирани со тоа. Меѓутоа, немаме толку ние зијан од тие од надворешните, така наречени експерти, туку од домашниве. На целото нашиот председател никого не вреѓам, меѓутоа цело време ни кажуваат и ни протежираат какви додавки и придавки. И тоа од една од носечките партии, да речам, од СДС и од председателот. Значи, маката наша е од нашите, не од тие експерти меѓународни. Така, благодарам многу. Ако може некаков коментар. Благодарам. Коментар имате со оглед дека имаме гледачна линија да се вклучат повеќе од нив. Повелете. Добро вечер. Добра вечер, кој се јава? Пан Туди Стивања. Повелете. Се прашувам дали на нашите дедовци кои што се биле комити и се бореле за Македонија не се вртат коските во гробовите сега. Кој смее да помисли првим да се мени името македонско, дали воопште има храброст и што ли размислуват политичарите? Не доаѓа у обзир да се смени македонското име, никако, и се знае Македонија додека е била, и 51 знаеме дека е во егејски оддел, пирински оддел, сум разговарал и со пиринци, и со беломорци, значи сите сме за Македонија и не доаѓа у обзир едноставно да се мени името. Кој што ќе го смени, ќе направи голема грешка. Така, благодарам многу. Да вклучим уште гледачи со оглед дека нивните минути се на повидок, нашите се десетина до крајот на емисијата. Дали може некој да суспендира волјата на граѓанинот, на народот на Република Македонија? Па тоа еднаш е суспендирана волјата и гласот на народот на Македонија, кога го добивме бивша Југословенска Република Македонија. Но тоа втор пат никогаш нема да се случи. Кој се јава? Проштевете, знам дека има голем интерес од ваша страна, но еве, претпоставам и дека режијата ќе организира што повеќе, не да организира, ќе вклучи повеќе гледачи, дека притисокот од ваша страна позитивен е за поздравување. Да, уште 5 минути не останува до емисијата. Господо, со оглед дека навистина прекрасен избор народот направи, што вечерва е поканив, може ли на оценка за крајот на емисијата, повторно порака до политичките елити и до Државниот врв на Република Македонија, со оглед дека понеделник треба да се одржи една мощна, важна, претпоставам и за мене, ова и средба на политичките елити. Да. Па кога веќе треба да заклучуваме нашава емисија, еве дозволете јас да го кажам своето мислење на крајот обобштено. Така. Прво, не е во прашање името. И бидејќи не е во прашање името, туку нашиот опстанок, нашиот идентитет, сметам дека по никоја цена не смее да се отстапи од Република Македонија. По никоја цена. И второ, не би бил за тоа и како сака Грција да не нарекува. Не, ќе се договориме како може да не нарекува. Да не биде тоа ни погрдно, ни навредливо. И со таква една формулација, нашето историјско име, нашето легитимно име за цел свет, со Грција можеме да се договориме со какво име ќе општиме. Тоа е моето мислење и мислам дека од тоа не би смеело, не би требало, не би смеело да се отстапува. Се ова друго се игри туѓи, од надвор. Некои наши луѓе просто подлегнуваат на тој голем притисок. Јас не го одрекувам патриотизмот на сите наши политичари, да се разбереме. Меѓутоа, овој притисок што се врши, веројатно има влијание
и се прават отстапки и се плашам да не отидеме на линијата на отстапување од она што е наш легитимитет. Ние не треба да бидеме без образ. Образот наш е Република Македонија. И македонци со македонски јазик во Обединетите нации. Ете, тоа е моето мислење. Јас не се плашам, имам голема верба во себе и во сиот народ македонски. Имам голема верба исто така во дел од политичарите што се на врвни позиции во оваа држава, кои што го слушат гласот на народот, и мислам дека во овој момент кога е во прашање нашиот опстанок како нација, како држава, кога е во прашање нашето минато, дали ќе постои или не, а со тоа и сегашноста и иднината на нашите поколенија, мислам дека во овие судбоносни моменти, еве сега ќе речам, дефинитивно ќе се реши дека нема отстапки за името. Затоа што, како што рече господинот академик, не е во прашање името. Во прашањето е ќе биде натамо или не македонската нација и името македонец. А јас мислам тоа е вечно и вечно ќе остане. Нема никакви придавки и додавки. Нема менување на името Македонија. Дали е Македонија република или не, тоа е уредување. Но Македонија е суштината, езгрото на нашиот опстанок. И нема да дозволиме, никој не крстил од соседите, и нема да дозволиме ни да ни го смени името, одново да не именува. Ние сме тие кои што не даваме, а со сила може душа да ни земе, но име не. Благодарам многу, професоре. Ова најбитното беше кажано, мислам, од колеги, јас само ќе додадам. Сметам дека нашето државно раководство и политичарите ќе се покажат во овој сега момент за кој што зборуваме, кој го сметаме за клучен, дека достојни на функцијата што ја вршат и дека ќе ја сватат тежината на она што треба да се реши во овој конкретен случај и независно од овие поединечни, да речеме, или на политички партии или на поединци кои искажуваат и подруги мислења од ова за кое што ние зборувавме, дека ќе се постигне, условно речено така речеме, единство на политичките сили, меѓу политичарите и државниците, зборувам пошироко, и дека сите тие ќе застанат за ова што е единствено можно излезно решение. Единствениот компромис за кој што веќе спомнам би можел да биде само тоа што го велиме двојната формула, што беше практично од сите политички фактори во извинет период поддржувана. Сега само што се поларизира силите, некои се откажа, некои обстојуваат на таа, да речеме, солуција, и дека тоа е единственото што може. Вистинското решение да имаме едно единствено име без никакви додавки, придавки за сите, вклучувајќи и за Грција. Тоа е она што е интересот на македонскиот народ и на македонската нација. Јас не можам да сватам дека може некој поинакум да постапи во овој клучен момент. Благодарам многу, Штенешки, посакам добро здравие и успех. И ние благодариме за поканата. Беше задоволство и чест. Тоа беше изборот на гласот на народот. Вам, почитувани гледачи, најпрем политичари, драги мои, еве слушнавте ова лекција, да речам, немојте да се навредите, сите се учиме додека сме живи, нели? Вечерва поканив историчари и секако прагматичари од правото кои кажа каква е фактичката ситуација и не подсетија мација од историските настани, што е Македонија и дали е Македонија повторно производ со кој може да се тргува. Ја би ве замолил, од ова лекција вадите еден заклучок, па в понеделник на лидерската средба најдете најпрагматично и мудро решение. Реков дека како автор на оваа емисија, секогаш ќе дадам безрезервна поддршка. Се за она што се однесува и говори за Македонија, во која да е форма ќе ја поддржам. Утре ќе го поканам Ѓорѓе Филев, кој има биовизија за Македонија. Може би некој ќе се насменува, да. Јас верувам како верник во виденијата на некои христијани, кои навистина ја добиле пораката и од апостол Павле да дојде тука и да проповеда о Светото писмо, а се уште не ја
да признаеме дека не научивме пораката од апостол Павле и да се гордееме дека токму од ова место го проповедал Светото писмо и да подсетам дека 9 пати името Македонија се спомнува во Светото писмо. За многу години, иначе утре во 12, Ѓорѓи Филев и биовизијата за Македонија. Пријатна вечер. Останете